Инспекцијските служби продолжуваат со интензивна работа на терен, со цел да се изврши целосно почитување на мерките на владата и државата во однос на спречување на коронавирусот. Во периодот од 23 до 27 март, 6 инспекцијски служби извршија 7633 надзори, известува председателот на Инспекцијскиот совет Магдалена Филиповска-Грашковска. Државниот пазарен инспекторат има извршено 5155 надзори и продолжува со иста динамика на контролирање. Во текот на минатата недела дополнително се затворени 22 угостителски објекти, и тоа во Скопје, Куманово, Гостивар и Тетово. Инспекторатот ги контролира и замрзнатите цени на одредени производи. Така, во овој период, во соработка со инспекторите од Управата за јавни приходи беа направени вкупно 928 надзори на цените на одредени производи, при што кај повеќе од 60 на трговци е утврдено покачување на цената, претежно станува збор за покачување на цената на лимоните. И во сите тие случаи соодветно е постапено од страна на инспекторите, односно сите овие субјекти, сите овие трговци ги вратија цените на износот утврден на 11 март. Од Инспекцијскиот совет нагласуваат дека постојат многу неосновани пријави во однос на покачувањето на цените од одредени трговци, при што апелираат до граѓаните да пријавуваат само кога има вистински непочитувања. Државниот санитарен и здравствен инспекторат има издадено 2774 дозволи за влез на професионални возачи на товарни возила во Република Северна Македонија. Овој инспекторат потврдува дека возачите ја користат соодветната заштита при возење. Од Агенцијата за храна и ветеринарство се издадени 4 решенија за општа лоша хигиенска состојба во објектите на месарниците и маркетите, што е наредена итна дезинфекција и дезертација. Државниот инспекторат за транспорт констатираше дека сообраќајот речиси целосно регулиран, намален е за 90%.